Бомбите се нуделе како на пазар. Пред да завршат кај Зоран Верушевски во СДСМ, имало и други опции за достава. Екс-директорот на ДБК Горан Митевски ексклузивно за Алфа вели дека и нему му пришле, но тој не прифатил да влезе во целата работа. Еден од тие таргети на Ѓорги Лазаревски сум бил и јас, меѓутоа по моето неприфаќање во тој период да ја преземам таа одговорност за материјалите изнесени од УБК, на тоа сигурно се сложил господин Зоран Верушевски и лично тој ги презимал материјалите од Ѓорги Лазаревски, а потоа ги пренесувал во политичката партија СДСМ. Горан Митевски вели дека не верува оти материјалите биле директно носени во СДСМ, туку дека таму завршиле преку повеќе добавувачи, меѓу кои биле Звонко Костовски и Ѓорги Лазаревски. И се повеќе доаѓа време навистина да се дознае, за тие материјали како биле снимени во целост и што содржат, а тоа го сваќа Верушевски и сака сигурно со ова да тргне својата одговорност, односно да не биде соучесник во манипулацијата која е направена од страна на Зоран Заев и врвот на политичката партија СДСМ со објавување на дел од тие разговори, а не во целост, што дава сосема друга слика за вистината. Митевски смета дека овие нови моменти се повеќе од доволни за да се спроведе нова истрага, но и да се побараат одговори и лично од премиерот, дали тој учествувал во модификацијата на прислушуваните разговори. Освен исказот на Зоран Верушевски, дека бомбите биле буквално сечени, лепени и монтирани, покажа и разговорите кои во целост ги објави ОЧК, а кои фрлија сосема нова димензија за повеќе случаи, меѓу кои убиството на Марти Нешковски и Монструм.